Почитувани добровечери и добре дојдовте во новото издание на емисијата Отворено спортско студио на телевизија Нова, прво во ваков формат во 2017 година. Со оглед на првиот и голем настан кој не очекува во јануари, а тоа е светското ракометно првенство на кое ќе учествува и македонската репрезентација, нормално оваа емисија ја посветуваме на настапот на нашите ракометари на ракометниот мундијал. За да поразговараме на оваа тема, вечерва имам тројца гости. Нормално почнуваме од дамата, мојата почитувана колешка Билјана Благоевска од специјализираниот спортски портал Екипа, колегата Југослав Костовски од македонската телевизија и поранешниот селектор Владо Глигоров. Добро вечер и добре дојдовте во телевизија Нова. Добро вечер. Кратко сме пред почетокот на светското ракометно првенство. Македонската репрезентација, сите многу добро знаеме во која група е, со какви противници, одработи подготовки, одработи контроли, една официјална победа против Босна и Херцеговина. Како за почеток, што очекувате од репрезентацијата на Македонија на ова светско првенство со оглед на се што се случуваше во 2016 па и на почетокот на 2017? Билјана. Добро вечер. Очекувам малку свежина, како што најави селекторот, значи тоа што е најавено да се реализира и се надевам дека ќе се реализира. Иако ќе биде малку тешко со оглед на групата, со оглед на сите промени што настана, со оглед на составот што го имаме и се она што се случуваше. Меѓутоа, онака, секогаш во јануари јас сум оптимист, барем на почеток на јануари. Тоа не понесуваат празниците, изгледа. Да. Она после критиките доаѓаат некаде после 20 обично. Така, би сакала со позитивна мисла да ги испратиме тоа што мислам, изборот е тој, групата е таа, светско првенство е светско предизвик за сите. Се надевам дека ќе одговорат на предизвикот. Владо. Јас од тренерски аспект би кажал дека репрезентацијата претрпе промени, значи во играчкиот кадар. Меѓутоа, мислам, во квалитативна насока многу не изгуби, со оглед на тоа што имаме еден повратник, значи Миркуловски се врати во репрезентацијата. Она што го видов на пријателскиот надпрев официјален со Босна, гледам дека се врати еден нов Миркуловски, освежен, одморен, мотивиран, неговото движење и игра беше многу лесна, че не беше во некој замор како што беше на последниот бараш надпревар. И затоа мислам дека нова светско првенство ќе прикаже својата најдобра игра во досегашното учество негово во настапите за репрезентацијата. Науче Мојсовски не е тука, меѓутоа добивме една квалитетна замена за него, тоа е Талевски. Прибак не е тука, меѓутоа мислам дека Марко Неловски ќе може да адекватно да го замени, со тоа што мислам дека во неговата кариера понатамошна ќе треба да се позиционира за како организатор на играта, како плеймейкер, затоа што по конституцијата, по стилот на игра многу ме потсеќа на Шмид, од Рајнекар Ловен, поранешен Висландер, еден одличен играч од шведската репрезентација. Па тука може да го споменем и Домагој Дувњак, кој што со таа конституција игра како плеймейкер, Јовановиќ, еден плеймейкер од поранешната српска репрезентација. Со оглед на тоа што го гледав и од вчерашниот надпревар против Полска, мислам дека Неловски би бил еден идеален централен играч како замена за Прибак. Сега можеби недостаток е малку нивното неискуство, условно кажам, затоа што веќе они играат во Лигата на шампионите, во СЕХ лигата, меѓутоа една мала невоиграност, да речеме, во однос со Кире, со Меркуловски, меѓутоа мислам дека и тоа ќе се надомести, така што свежата крв ќе донесе дополнителна мотивација во репрезентацијата и би требало да донесе нов и квалитет во играта. Не би сакал да ја прифатам изјавата на некои наши репрезентативци дека одиме како аутсайдери, затоа што мене тоа демотивирачки ми делува и подценувачки на некој начин. Противниците се силни, реномирани, меѓутоа не значи дека треба однапред да влеземе на терен со бело знаме. Очекувам Словенија
која што одигра едно добро европско пренство да внесе напредок во својата игра. Шпанија која во последниве години некако е тука некаде, меѓутоа без завршен удар. Би требало можеби новиот селектор да донесе исто некој новини, некој свеж ветар во нивната игра. Тоа ќе го видиме на светско првенство. Исланд е репрезентација со која што никош не може да бидете на сигурно. Значи, таа може да блесне, може да падне, има падови. Сега имаат и некои кадровски проблеми, не се знае дали ќе игра Палмарсон или нема да игра. Во секој случај, противниците се померак за одмерување на силите и за една дополнителна мотивација да се одигра најквалитетно што може. Југо, ти ја следиш репрезентацијата во Чекор. Да. Оваа година особено, со оглед и на настапите 2016-та, сакам да кажам, и на настапите на Европското, на Олимписките квалификации, па квалификации едни, други, баражи и така натаму. Испрати еден селектор, дочека друг во 2016-та. Комплетниот впечаток кој ти е за она што го видовме низ целата година и што тоа што се случуваше во 2016-та нас сега може да ни донесе на ова светско првенство? Па, Владо од прилика спомена доста работи, значи да не се повторувам, можам само да кажам дека за ова светско првенство, јас ќе кажам, аутсайдери сме, ама мотивирачки. Значи, одиме, факт е дека одиме како аутсайдери, меѓутоа факт е и дека ако ги добиеме Тунис и Ангола, ние сме веќе многу близко до целта, а за оваа репрезентација, осми на финале, мислам дека ќе биде одличен резултат. Значи, тука сме, до осми на финале. И со обрван, и претходно. Ама тука бевме и на претходното светско првенство. Значи, ова сега што е освежување на репрезентацијата, што го спомна и Билјана и Владо, може да биде мотивација. Ми дава за право овој надпревар 20 минути со Босна и Херцеговина, кога навистина видовме малку побрза топка, малку подобар проток, повеќе мотивација, трчање. Многу битно ќе биде колку нашите репрезентативци ќе се вклопат во овој нов систем. Мислам дека ова светско првенство ќе биде дополнително интересно поради овие нови промени во ракометната игра, 7-6 игра, нова улога на голманите, па нова улога и на сите ракометари, празна мрежа, гледаме малку реализација, многу и тоа сега ќе се брои. Значи, Червар од Обрван наследи 80 или 90% од екипата. Значи го нема Борко, го нема Јоновски, по мене и едниот и другиот ќе недостасуваат, не само поради искуството во дефанзивата, да, Костевски го нема, за мене и тоа е изненадување. Сета почит за сите помлади, меѓутоа има луѓето што разбираат ракомет, немам ништо против младите, меѓутоа Костевски, Поповски тука можеме да разговараме околу и да спориме околу квалитетот. Значи, Червар го знаеме како добар мотиватор. Тоа е јасна работа. Меѓутоа Червар нема генерација како што имаше во Хрватска, која што беше готова со јаки играчи кои што потоа знаеме кај отидоа, знаеме што освоја. Ова е една нова улога и нов предизвик за него. Сака да напредува, сега можеби ќе звучи малку препотентно, меѓутоа се вклопува добро во овие нови текови на ракометната игра и многу подобро можеби дека помлади стратези. Така да, јас очекувам да бидеме аутсайдери и да бидеме опасни како аутсайдери. Да. Ќе ве вратам сепак сега назад во декември на онаа почетна фаза од подготовките, односно пред почетокот на подготовките, објавувањето на поширокиот список на репрезентативци на кои селекторот Лино Червар реши да смета за светското првенство или за подготовките, па и за светското првенство. Чие отсуство, Југо нешто спомена, ве изненади најмногу на списокот? Дали се согласувате дека отсуството на Борко Ристовски е најголемо изненадување од тој список, со оглед на тоа што Борко сепак има некаква позиција во голем клуб, а ние се откажуваме од него во репрезентацијата пред светско првенство? Билјано. Јас ќе почнам. Да, мојот став беше уште тогаш и се уште имав можност и вчера затворениот надпревар да го гледам и да поразговарам со колегите од Босна. Значи мислењето е на сите истото дека Борко требаше да биде во овој состав затоа што ни фали, дефинитивно ни недостасува искусен голман. Секоја чест на голманиве што се и на предизвикот што го имаат. Меѓутоа сите знаеме, едно е настап во Суперлига,
истото беше со Дупјачанец, дури имаше прекрасни настапи во Лига шампиони, меѓутоа дојде Европско првенство, на Европско првенство е искуството. Значи едно е ти секој 2 пати во седмица да имаш надпревари кај што ти шутираат, не знам, на памет зборам, Карабатич и други, друго е македонско првенство да играш и одеднаш да се појавиш. Мислам и притисокот на голманите е преголем. Значи, плюс голманската позиција е малку поспецифична. Другата може да се покрие. Овде е тоа. Или можеш или не можеш. И добро, мислам дека според тоа, секогаш ќе ги има оние забелешки дека сепак Борко не ги покажа оние изданија кои од него се очекуваа во репрезентацијата. Значи, можеме да се согласуваме или да не се согласуваме со тоа, меѓутоа сепак тоа се некакви бројки и статистики. Дека одбраните на број се тие, дека неговата клубска кариера има прогрес, меѓутоа последните надпревари во репрезентацијата не го даваат она што ние го очекуваме. Дали држи тој аргумент за да се откажеме од Борко? Мислам не, затоа што има и други аргументи, кај што многу надпревари па ние сме се ваделе на одбраните, една или две клучни, кај што ни донесле значаен резултат. Втора работа, јас прашав уште на тој прес која беше објавен, значи кој е критериумот, не добив јасен одговор, некоја емоционална испразнетост. Ако се станува збор за бројки и статистики, тогаш во овој состав има и други играчи што имаат не така репрезентативна статистика, еве да кажам, од ова и емоционално испразнети и статистички. Да, и статистиката која гледаме, значи има тука играчи кои па баш и не се за репрезентативно ниво. Значи тука малку е, не знам, не добив одговор од селекторот, значи остана на таа емоционална испразнетост и освежување и подмладување, што и подмладувањето пак се оглед на нов систем на игра. Нов систем на игра, сето тоа, да. Меѓутоа и подмладувањето секоја чест на Колев. Меѓутоа Колев има 39, Борко има 34 и тоа некако не ми... Ако е тоа објаснено, ако е тој критериум, и тоа, да. Не треба се гледат годините. Билјана, не, за мене, зборам за подмладувањето. Подмладувањето автоматски значи... Има многу нелогичности во состојувањето, според мене, на овој поширок список, скратен список, некои играчи кои што застана. Да почнеме Костевски, дечкото игра во Лига шампиони, игра во СХ лига, има солиден учинок, задоволителен за репрезентативен статус. Одеднаш го нема и минутажа, одеднаш го нема во репрезентацијата. Се откажувате адхок, онака преку ноќ од Борко Ристовски. Он е свесен, значи неговата форма во репрезентацијата никош не била нешто посебно константна, меѓутоа кога требал давал, а да не бил нешто посебен, сигурно не би подпишал ни за Рајен Река Ноел, не би подпишал ни за Барселона. И не би имал таква сезона зад себе, кај што имаш по 20 одбрани. Да ви биде критериумот, значи јас не го поценувам домашното првенство, меѓутоа да ви биде критериумот еден одбранет надпревар во домашното првенство против екипата на Металург, за да му даете некој репрезентативен статус, за мене малку симптоматично, нелогично. Од друга страна, го имате Петар Ангелов, кој што е на исто годиште со Колев. Колев го знам, значи тој е исто добар голман солен, меѓутоа во неговите најдобри денови кога имаше една одлична сезона во Полска, не беше повикан во репрезентацијата. Сега го повикувате, место го повикувате, ако веќе треба да повикам, ќе го повикам Петар Ангелов, кој што има одлична сезона без разлика колкава минутажа добива, меѓутоа тоа кога добива е многу ефективна. И во СХ лигата, и во Лига на шампиони. Сега правите експеримент, одеднаш забележувате дека нешто не ви штима и сега го повикувате Митревски од Добро, тоа признавање ли е на грешка некаква? Сега како го сваќате? Тоа е признавање на грешка според мене. И мислам дека ќе дојде денот кој ќе се тропне пак на вратата на Борко Ристовски, меѓутоа егото најверојатно нема тоа да го сега веќе нема враќање за Борко Ристовски, да го дозволи, така. Значи имате еден новајлија во репрезентацијата Ласко Андоновски, еден играч за кој што јас додека бев тренер на јуниорите во Металург му кажав дека тоа дете треба да остане во Металург и да му се даде шанса да се развива со квалитетни играчи, а не да седи во просечна екипа како што е Пролет. А
не е во составот, во списокот, значи Печенковски, немам ништо против него, кој што добива минутажа во Лига на шампиони и во СХ Лига, значи конфузна работа, според мене. Јас не би имал таква логика при селектирањето на некои играчи, до делувањето на репрезентативен статус. Кога би била Никола Митровски, би се вратили ли во репрезентација? Не, добро, конкретно за Никола Митровски, мислам, знаеме дека е дечко и професионалец, и спортсмен, и скромен. Скромно момче, го познаваме, квалитетно видовме. Голманите се многу чудна сорта, тоа го знае и Влава. Значи, јас не се плашам, туку ги почитувам сите голмани, за да не испадне се почитувам па сите, не е така. Едно е да браниш во Радовиш и во Охрид, друго е да браниш против, ги спомена Билјана играчите. Елитни, знам, искусни, да. Меѓутоа, работата со голманите е многу интересна. Значи, тие не знаеш кога ќе се мотивираат, не знаеш. Конкретно за Борко, тука нема збор. Ова што го спомена Владо за Петар Ангелов, исто се согласувам. Голмани. А за Борко, конкретен ќе бидам. Значи, точно, ќе се повторам, сите четворици се повторивме, дека не брани добро, нека. Меѓутоа, светско првенство, се е светско првенство. Искусен голман, Сега, како ќе го коментираат, например, или како ќе се однесуваат селекторите, или како видат, ќе знаат дека имаме голман од Пелистер или од Охрид, или не е битно, а го нема Борко Рисовски, голманот на Барселона. Тоа малце звучи. Сега, што беше работата што се плашам? Се плашам дека ние секогаш, особено во овие спортски води, па кога сме многу изненадени, па кога викаме, овие, дали ќе можат сега да направат нешто? А имаме и човек што стои зад нив малку исто да га незгоден и специфичен. Не би се, како велиме спортисти, како еден излетувал, не се знае ништо. Значи, тоа се е точно. Нема збор дека ние не можеме сега да предвидиме од оваа позиција, дека може ќе им тргне и тоа све ќе биде беспроблемно ќе функционира. Меѓутоа, ова што го спомена овој факт некако ми виси, некако ме плаши. Мислам дека можеше барем во таа голманска позиција да се оди малку постепено. И некаква поизбалансирана комбинација да се направи на ова. Јас, например, за пошто сме сите селектори, јас сум новинар, сигурно се бавам со тоа и си размислувам на тоа, се подготвувам се. На Борко би му додал многу помлад чувар на мрежата. Митровски, например, Томовски и уште еден помлад, да. Значи, ако веќе одиме комплетно на помлад. Заборавивме, зборувавме со Владо претходно еден друг ракометар кој што беше на оној малце поширок список, не на меѓу 21. Има проблеми со повреда, добро вред, Крстевски. Да, Крстевски. Едно момче кое што напредува страшно и кој мислам дека не му е доволно посветено внимание. Исто централен бек со многу интелигенција, со многу... Во последниве 4 години според мене он не се развива со динамика која што му е предвидува кога го донесува во Метлук на 14. Оде исто така ракометен град. И мислам дека беше запоставен некако недоволно експониран, без минутажа која што ќе му возможи еден солиден развиток и веќе бар да биде конкурентен во па да почувствува барут, да почувствува минутажа, да види ако одиме до Токио. Да, бидејќи тоа ни е нели како идеја и некаков концепт да се развиваме, да растеме и да се развиваме до Токио. Како ти изгледа, Билјана, дека тоа може да се развива со оглед на тоа дека за волја на вистината ние и сега и понатаму се подпираме на истите играчи. Овие младите ги споменуваме постојано, тие се последнава година многу поинтензивно ги споменуваме и ете и добиваат можеби и повеќе шанса и младинската репрезентација активна и така натаму, па и трансферот на Филип Талевски во Рајн-Некар се тоа направи една малку бура околу помладите играчи. Меѓутоа, сепак, за волја на вистината ќе повторам, ние и понатаму се подпираме на повозрастните играчи, оние кои ја носеа и досега репрезентацијата. Ние го вративме Филип Миркуловски од пензија, го испративме со плакета. Да, меѓутоа го вративме затоа што претпоставувам се повреди, што јас искрено можеби на ова првенство најмногу жалам Филип Кузмановски, што го немаме. Комплетно друга слика ќе имавме, мислам дечкото фантастично се развива, има неверојатно чувство. И мене ми е многу жал што нема да биде во овој состав, затоа што, ете, ќе направам една мала паралела во овие првите два со Босна контролни надпревари, значи оние 15 минути кај што беа младите, свежината на репрезентацијата ја даваа Талевски
Неловски, Велковски во свој елемент. На вториот затворен ги немаше младите, играта на Македонија беше малтен иста како Како и предходно. Да. Со тежок напад, со иста одбрана како што беше, се почувствува, јас барем ми беше многу видлива, значи онаа свежина што ја видовме во први 15-20 минути, кај што и резултатски и во играта, значи видливо беше таа свежина, ја донесоа токму тие младите играчи, така што и од овие надпревари на младинската репрезентација јас верувам, мислам, сакам да верувам и уназад 2 години во овие, можеби не е некоја екстра генерација што вау, за светско првенство, меѓутоа дека има потенцијал, дека имаме играчи кои ако правилно се насочат, може да се направи добра селекција. Меѓутоа, пак ќе кажам, значи овие се моменти кај што треба тие младите, можеби требаше и предходно, полека да влегуваат и додека се уште се активни други од кај што можат да учат. Значи можеме да добиеме млад голман, меѓутоа да учи покрај Митревски, Борко, да кажеме, на ова првенство. Јас Томовски би го ставила. Носат лев бек од Иран и значи. Тоа е веќе клубска политика, таму тоа е исто како се Дејан Манас. Значи да не биде јасно, значи не мора, таа клубска политика е друго. Не треба да очекуваме да дека заминуваш од мене смената на генерации ќе донесе и нешто лошо. Ниедна велесила не прави нагла промена на освен Германија што направи сега на европското првенство со Сигурдсон, значи а меѓутоа добри збалансирани играчи, очигледно познавајќи ги одлично добри селектирани. Не може Франција не подмладува нагло, Шпанија не подмладува нагло. Значи ние тоа подмладување е еден процес, не мора да трае долго, меѓутоа мора да е пренослив. Значи, не може тек така да се откажеме од старите играчи и старите борци. Ние фиксираме на одреден поен и сега подмладување и тоа една година го слушаме само зборот подмладување. Не е подсегата малку на фудбал. Исто, ама тоа е некој природен процес. Како се појавуваат играчите, како се развиваат, логично се вклопуваат. Ама на 19 години, не на 22, кај не се поместена таа граница. Млад е, па Палмарсон колку надпревари има одиграно на 18 години стана носител на играта на Киев. Не бил Палмарсон е ништо за вика. Ние имаме наш млади, така? Гледајќи го вчерашниот надпревар на младинска репрезентација, значи има потенцијал во тие деца. Меѓутоа проблемот е периодот, значи во овој нареден 2-3 годишен што посече Билјана како тие ќе се развиваат. Значи нив сега им треба многу повеќе надпревари. Значи покрај тренажниот процес кој што треба да биде соодветно квалитетен, нив им треба надпревари за да стекнат една рутина во играта, самодоерба, зрелост, значи не било какви надпревари во домашното првенство, него нив им треба надпревари со противници кои што на некој начин може ќе му кажат, слушај, мали ти, значи треба уште да учиш во тој поглед, значи не само секогаш надпревар кај што лесно ќе се извојува победа, него надпревар кај што ќе треба да запне и од петни жили што се вели, за да го даде и својот максимум за да се проверат тие некои параметри, нивни способности, имат ли квалитети за репрезентативно ниво или за далекосежна цел како што е Олимпијадата. Кај нив има потенцијал, меѓутоа се зависи во овој нареден 2-3 годишен период до Олимпијадата каква програма ќе се постави и акцентот на таа програма што ќе биде. Генерално гледано вака, ние сега во моментот немаме замена само за Кирил Лазаров. По што го гледаме во овие периоди кога и млади настапуваат, кога подмладуваме, кога гледаме малку повеќе, објективно, значи стварно немаме играч замена за Кирил Лазаров. И тоа останува на луѓето што се бават со ракомет, се разбери и на нас новинарите да видиме што има кај има. Јас сега почесто ги коментирам надпреварите од Суперлигата. Има деца и на тие позиции, меѓутоа што рече Владо, мора да имаат повеќе надпревари, посериозни. Надпреварот е единственото мерило. Лоша лига, низок квалитет, 15-20 разлика, тешко дека ќе може тој ракометот да влезе во голем надпревар со таква енергија и со искуство. Значи, има потенцијал, меѓутоа треба да се работи. И мислам дека треба да се биде малце похрабар, барем во овие односи во овие релации со младите ракометари.
Да се работи и на подготовка психичка и да бидат малку поагресивни, да имаат поголемо срце. Мислам дека тоа ни недостасува во овој спортски свет. Кратка пауза, се враќаме по рекламите. Останете на оваа програма. Се враќаме во отвореното студио, разговараме на тема ракомет, ракометна репрезентација на Македонија и настапот на светското првенство во Франција. Го анализираме составот и она што има на списокот на селекторот Червар, кои ракометари се повикани, кои би можеле и така натаму. Секако, ние сме во позиција да искажеме некакви ставови, одговорноста на крајот сепак е на селекторот. И изборот и одговорноста се негови. Да одиме полека на оно што не очекува надпреварувачки на светското првенство. Таму сме во една група која ни е добро позната. Отвораме со Тунис, продолжуваме со Ангола, потоа ни следуваат Словенија, Шпанија и на крај Исланд. Нас ќе ни треба сепак најмалку 2 добри резултати за да можеме да обезбедиме прогрес во нокаут рундата. Спомнав каде на почетокот. Значи, ние ако ги добиеме Тунис и Ангола, имаме Тоа би било идеално варијант. Имаме добар распоред, значи добар распоред. Сега ќе почнеме малку да се палиме за ама добро. Добро, направивме шема и за четвртфинале. Имаме стратегија све. Не, за четвртфинале не правиме стратегија. Правиме стратегија за осмина финал, што е објективно целта на оваа репрезентација. Мислам дека ќе биде одличен резултат. Што да правиме до осмина финале, стигнеме секогаш. Фудбал четврти во група, тоа е. Значи, потоа доаѓа надпревара со Словенија. Исто така сериозен, значи кај што се вика можеме да влеземе максимално. Ама ние сега малку вака навивачки тргнавме, ова Тунис ќе го победиме, Ангола ќе ја добиеме и све тоа супер ќе како во Гдајнск. Да, исто како во Гдајнск. Не дај Боже да биде исто како во Гдајнск. Тој Тунис, пошто ние тој Тунис треба, ние мислам дека ќе имаат нашите уплав кој ќе го видат. А тој Тунис пак мислам, јас ќе имам уплав сигурно. Пак биле дебели, пак биле бавни, пак биле, а не можеме да им даеме гол. Па тоа. 14-15 минути. Нас првата бариера може ќе ни биде најтешка со оглед на тоа дека имаме фрустрации од Тунис, а тој надпревар ни е еден од тие пресметаните за добивање. Сега, тоа е па прв надпревар кој што може на вакви големи надпревари да биде многу интересен и за едните за другите. Ние ќе бидеме сигурно мотивирани да им вратиме. Тие сигурно ќе бидат како што бевме ние во ситуација во Гдајнск дека ги гледавме со некои германски екипи, бавни се, слави се, дебели се. Така и они ќе рече сега го немаат Борко, можеби, не знам, тоа е менталитет. Тој менталитет е близок тука на нашиот. Значи, оптимистички нормално. Значи, победа против Тунис би била многу значајна за нас. Сега Ангола, ако се плашиме од Ангола, тогаш не треба да бидеме таму. После зборувам за тој продолжение на тој групен сегмент, кога на некој надпревар, да речеме, може и да закочиме малце. Да не се трошиме толку против Шпанија за Исланд, затоа што Исланд ни доаѓа последен надпревар во група, а тогаш знаеме дека сегде на сите надпревари ние сме биле толку испразнети како репрезентација, толку А може да ни биде клучен ако се направи круг. Значи, ја очекувам победи против Тунис и Ангола. Па Југо, значи... Јас последен. Коинцидентно, може би, во Катар на претходното светско првата ни беше со Тунис и беше една од најдобрите надпревари што Македонија воопшто ја одиграла, ми се чини. Затоа зборам. Тоа беше Катар, Гдајнск, блиску до наша редот сега. Катар, Гдајнск, Мец. Фантастично поставена игра и јас посакувам од оваа перспектива барем 80% да одиграме од тоа што го одигравме во Доха. Се надевам дека нешто ќе извлечеме од тој надпревар и од таа поставеност на играта позитивно. Ја не би рекол дека нашите противници ќе не подценат. И тоа ова што сега повеќето наши фанови репрезентации го прават Тунис и Ангола да ги победиме. Сите репрезентации го прават тоа. Македонија и Ангола да ги победиме. Македонија и Ангола победиме. Тоа е во четвртфинал. Сигурно Тунис тоа го прави, другите Па и друга варијанта има и Реми. Да. Може Реми. Како и да е, народот од своето животно искуство рекол домашен на Есап на пазар не бива, значи не треба никакви претходни калкулации. Тунис треба да се свати многу сериозно, независно што они најавуваат проблеми здравствени со желуз, со теж, со вако, можеби
тие ќе И бидат тогаш отклонети. двајцата голмани не им беа први Да, и тогаш може би има тие проблеми ќе со бидат селекторот. отклонети до Ние овако. вакви приказни си раскажувавме така и пред што- Гданьск. Така е. Од она што го видовме од репрезентацијата на Тунис во Гданск, јас за мене е доста солидна, квалитетна репрезентација. Мислам дека прикажа подобра игра неголи на светското првенство во Ама Катар. можеме Па и да на- се согласиме па и на дека Олимпијадата Тунис, во- ама да, тогаш и на Тунис Олимпијадата. се Словенија- надмина на себе си. Да. На тој Под- надпревар тунижаните се надмина буквално. Беа Да, максимално Словенија под мотивирани, палката на значи, Вујовиќ прикажа едно ново лице, нов начин на игра, нов приод кон играта, борбеност максимално до крај, агресивност во одбраната. И плюс поискусни се за брза неколку игра, големи значи настани некако на као превари. да се средија коцките затоа што словенска репрезентација немаше некоја дисциплина во играта во изминатите и тука паѓаше. Меѓутоа Вујовиќ донесе некој ред во играта, поредок, така што одигра една фантастично европско првенство каде што со малку повеќе среќа можеби ќе влезе и меѓу првите 4 репрезентации. Шпанија, кажав претходно, е сега по знак прашање со оглед на тоа дека добија нов селектор, да видиме какви играчки кадрски промени он ќе донесе во репрезентацијата, бидејќи на нив им треба освежување. Таква велесила не сака да биде во сенка долго време. А имаат материјал? А имаат материјал и на шпанската нација, љубениците во ракометот очекуваат висок резултат. Исланд е во некоја ситуација како Македонија, затоа што неколку клучни играчи, Петерсон се откажа од репрезентација, не игра, Палмарсон ако не биде во состојба да игра, да заздрави, тоа се два за мене клучни играчи Поразот од Украина во квалификациите сега Да. последни. Значи, тоа ни дава за право Ама и дека Сигурдсен дека во може да се носиме. Меѓутоа, никако со некои претходни калкулации. Ние со Тунис мора да влеземе максимално сконцентрирани како да играме против светскиот првак, ако сакаме нешто да извлечеме. Затоа што не во смисла дека четвртото место било одличен резултат. Целта наша треба да биде да поминеме во вториот круг заради некои други работи. Добивање противник за бараж, за оваков континуитет. Затоа што новите млади играчи не треба да им се случи како што се случи со женската репрезентација, од една висока позиција да паднат доле, па Да треснат буквално. добијат тежок товар на плеќи, па пак Од нула да се креват, да. креват. Значи ние мора да го задржиме тоа резултатско ниво за условно некои добивање некои полесни противници, да бидеме во игра постојано, за да може овој природен период на подмладување да заврши безболно. Континуитет тие дечки Да да заврши играат безболно. Јас со тој аспект посакувам да влеземе во вториот круг. Не за да го мерам дали ќе биде успешно првенството или нема да биде успешно. Да. Мој акцент Сега е слушам. пласманот на европското првенство, ако веќе се планира за Олимпијада нешто да. Селекторот Да се прави. Червар кога дојде, многу често почна да ја повторува онаа теза дека ние сме мала држава, меѓутоа треба лавовски да се бориме и да покажеме дека имаме големо срце. Дали тоа може да ни биде доволно во ситуација конечно да се ослободиме од тоа дека тргнуваме на сите големи надпреварувања со пресметките. Ние сега Тунис ќе победиме, евентуално Тунис, значи па Ангола, па 2 победи ни требаат. Ќе дојдем, зашто не сме сега во фаза и кога ќе дојдеме во фаза ние да одиме на светско првенство и да речеме ние одиме таму, све ќе добиеме во група. Може и 2 победи нема да бидат доволни. И Исланд е помала земја Што треба да ни се случи? од нас, па никогаш не поминува дека е мала земја. Јас толку ми иритира таа искомплексираност на мала вредност. Што во сите изјави мора да кажеме дека сме мала земја, дека ова е доволно. Зашто се задоволуваме со Мене малку? тоа ми Тоа ја ми е либи мене, повеќе кога него... ќе тргнеме ние со Па тоа, не, ќе треба- тргнеме со мала тезата дека повеќе, ние да. треба Треба да да одиме на престанеме светско со и таму тоа да веќе, играме. мала земја, Не, ние сме мала мала земја, па нација, сега мала ќе земја, ова ни е доста. Бројката не кажува дали некоја земја е мала или е мала Како ќе нација. се вика зашто нема фудбал, затоа што нема систем. Системска работа е тоа. Тоа е Дали сме проблем. мали, дали имаме мало срце или лавовско или не. Па и Фиджи не се големи Треба да олимписки треба да шампиони, знаеме се дека насочија во тоа дека стана. треба да се работи. Не да на младите наши ракометари овдека па и фудбалери и сите спортисти да им биде Роналдо икона. Роналдо за да стане икона многу работи, не работи што работат нашите спортисти. Сега кога ќе дадат 10 гола на утакмица или 5. Поменални Многу. систем. Значи не бил на многу журки, не бил со многу женски, не бил на многу одмори. Бил од јули до
На со бурек, многу пари. рано са бајле. Мора да сватат дека мора да работат сите големи спортисти останували и после тренинг. Јас овде гледам во нашата, сега ќе видам конкретна ракометна репрезентација, искрено двајца ракометари кои што ќе бидат сигурно на списокот, сега кои што остануваат после тренинг да работат. Двајца. А има 21, така? А бев, присуствував на тренинг и гледам двајца. Што ме да значи, ова што го спомена Червар мала зема, лововско срце. Тоа се муабети за мотивација и тоа од мотивација не може да се, мора да се Проаѓа Тоа кај ми народот. беше прашањето, дека Червар е мотиватор и ние сега многу ќе се измотивираме и одеднаш ќе биде све чудо. Не. Па зошто не се Не. измотивиравме со Чешка, мислам. Многу една изјава последна сега што Мотиваторот слушнав беше истиот. на Кирил Лазаров, не знам каде одеше на кој телевизија, веројатно слушав таму од која бев. Значи, ја не сум го слушнал Кирил Лазаров да го каже тоа, рече, па добро, ние сега сме мирни Затоа што одиме како аутсайдери? одиме како аутсайдери, да. Тука беше тоа. Да, најверојатно да. Значи, иако после, вика, јас секогаш сум бил оптимист, јас секогаш одам оптимистички. Значи, меѓу редови читајте. Според мене. Па јас ќе повторам, мене типот изјави од таков тип мене многу ме иритираат. Мене воопшто не ме загрижува територијалната големина на нашата држава, бројот на нацијата е неоако за да видам голем или мал. И Русија е на голема веле сила, па Па Исланд што направи на Европско првенство во фудбал? Па Дека така е е, голема? Исланд е помали од Скопје по број на Да. жители, па значи, проблемот е во системот. И сега не знам дали нашава нација е толку комплексирана, па паѓа на такви зборови, ние сме мала нација со лавовско срце и нешто ни треба, овако јас треба да се ослободиме од тој комплекс. Треба да одиграме. Треба да одиграме, треба конечно да се свртиме кон системот, да изградиме систем, не само да чекаме да се роди некој Кирил Лазаров, или Борко Ристовски, или Миркуловски, или Науче Мојсовски. Значи, ние треба да ги извлечеме нив од системот, што ќе го поставиме. Не треба да чекаме да падне нешто од небо. Значи, и тогаш да покажеме дека сме големи, не дека сме мали. Значи, ако имате систем добар, не е проблем. Давид секој ќе го победи Голијат. Тоа е нешто што Червар исто често го потребуваше кога играше Металург, дека Давид го победил Голијат. Значи, не треба со такви зборови да... Затоа и малку ми смета, да, можеби идеме ослабени во некој поглед на светско првенство, ама зашто да однапред да кажам дека сум аутсайдер? Не сум аутсайдер, ќе се носам рамноправно, колку што можам во моментот. И повеќе од тоа ако треба, со противниците што ми се во групата, ама никога нема да кажа, добро, јас сум аутсайдер, можеби нема да ме тепаш 15 разлика, ама ќе ме тепаш 10 разлика. Билјана, како го сваќаш ти ова? Ние ќе одиме, ќе се бориме, ќе се трудиме, па ќе видиме до кај ќе стигнеме. Па во принцип ние секогаш одиме со такви изјави. Мислам дека ние сме Дали е во ред таква така да... држава, таква репрезентација кај што ето ја пак ќе се навратам 2012 на таа емотивност, на таа може да добие кога Кречмар ни се чудеше, не знам овие како победуваат. Дефинитивно ние немаме квалитет или фонд на играчи како што има една Германија, дека малку Да, поемотивно изборот во толку, сето да. тоа влегуваме дефинитивно, меѓутоа не може тоа да биде првата ставка. Значи тоа е дополнително нешто што дава дополнителна како не знам драж на ракометот во Македонија затоа што сите емотивно, значи не само играчите, и новинари, и публика, која друга публика оди по 2000 километри со автобус да бодри, ни се чудат или новинари 10 новинари одат, Германија нема толку што ги следи. Значи тоа емотивност е импулс плюс, значи тоа лавовско срце и сето тоа и патриотизмот. Меѓутоа тоа е само едно нешто што можеш да го додадеш кога системот ти работи, кога имаш играчи, кога вадиш играчи постојано, она што го прави Хрватска, она што го прави Словенија,
Исланда не ги набројувам. Франција веќе има тим што го планираат за 2024-та. Значи го имаат Карабатич, меѓутоа Карабатич до 60 години нема да му ја цедат душата како ние што прави. Селекторот веќе нов селектор. И нов селектор што созреваше покрај стариот. Има Значи младински тоа не светски беше. прваци, па гледате колку играчи се во репрезентацијата влез, значи. Па тоа е системот. Тоа е Тој системот. Да, не значи дека ако освоиле светско првенство младинско дека сите ќе влезат во репрезентација. ние имаме се еден- бара дополнителен квалитет, критериум. Така е. Ние имаме еден проблем што секогаш сме денес за утре, не мислиме малку во перспектива. Истото беше проблемот со женската репрезентација, затоа дојдовме. Значи, молевме, враќавме. Истото беше и со машката Пепи, го молевме до 100 да игра. Наместо да извадиш наследник на Пепи, ние викавме Никој не врати се, беше молим. заинтересиран Истото е и сега, за значи. размислувања, како ја гледа женската репрезентација конкретно или Истото друго, беше значи. тоа, тогаш се молеше Индира, ајде уште, мислам, наместо да се создадат играчи, ние гледаме, денес да помине ова првенство, после ќе мислиме за другото, или нека мислат тие што ќе дојдат после нас. Се вртиме во круг, особено сега. Не создаваме играчи не во ракометот. Исти разговори ги вртиме и во фудбал, Затоа и што- во кошарка, и во Затоа секаде што ракомет. тоа е постои страф од моментално. неуспех. Секаде Да. се вртиме на И тој истото. страф од неуспех прави една инхибиција. Ние ако се Секогаш, согласуваме ај утре, ние ај дека утре. И да така се наречената искористи смена на секој да генерации чек не се некога прави има преку успех. ноќ. Не можеме ние сега 10 играчи да внесеме репрезентации од еднош нови. Ако го имаш Ако како треба тоа да го успех. правиме системски, сега од друга страна па сега велиме мора да смениме, не можеме Кире да го молиме до 100 што вика Билјана. Да, таков биде случајот исто. И Истото тука не сега биде. ние постојано сме во некаков расчекор. Подмладувањето или И постојано резултатот. Кире нема да го молим, он знае, он ќе го осети моментот кога Тој е нема да играч може што веќе игра. да даде колку што сака да даде. Меѓутоа И тоа пак ќе каже зависи не. играта од Тоа Кире. ќе каже не, значи нема да има простор за молење. Значи не е проблем во тоа. Годините не се проблем. Значи играчот се дека може да го прати системот на игра, интензитетот на игра и сите други подготовките и тренизите, други Кире работи, живее значи како- он е добар играч. Значи кога веќе не може, кога ќе почувствува организмот самиот ќе го даде сигналот. До тука е. Ти не можеш. Вие може да молите колку сакате. Џабе, вие само ќе го доведете во една уште полоша Такви ситуација. примери видовме кога го молевме тоа Шегечевски да се враќа во Да. кошаркарската Сите, репрезентација. секој- Мислам дека Тоа- уште бараме систем. Ако сме, мислам дека сме во таа фаза. Да речеме се ме изненадува тоа што кај нас сега интересот за ракомет е дефинитивно два пати поголем од фудбалот со оглед на тоа што се случува, резултати, големи насени светски првенства, нормално ги газат, фала Богу. Меѓутоа се појавија како дел од системот овој ракометен многу школи. Во тие школи работат, ќе кажам, реномирани наши имиња. Колку време постојат тие школи? Извадивме ли ние некој ракометар од таму? Значи, сакам да кажам дека и тоа е во системот, така? Да. Еве, кои ракометари извадивме, да речеме, само еве, тој во и ги во- следиш, можеби повеќе од мене тие работи. Што се случува сега? Гледате колку надпревари имаат Како кадетските ви и системот во Данска? категории Како ви во системот текот на во Франција? една сезона во нивното првенство. Значи во Добро. кадетското првенство имаат по 10 надпревари, 12 во годината. Така, да. Тоа е бројка која што не може да поттикне некое созревање играчко или не знам. Не може со 12 надпревари да се направи. Ја мислам дека и со таа мерка допрва што треба да се примени со лимитирање на странците и со Да, добро, квалитетот на странците што се носат. Значи, тука имаме многу ние. Добро, Тука како губиме во чекор кошаркарскиот спорт. дефинитивно. Исто. Губиме чекор. Друго е кога ќе има критериум репрезентативец, друго е овие што продефилираа, па се обидов да ги бројам минатава сезона. Добро. Дојде замина од Иран, од Грузија, од не знам каде. Значи, нашите кога доаѓаат во ситуација кај што и да го извадиш детето не може да дојде до израз или да влезе во игра. Затоа таа Она изјава- Владо што го спомна претходно. Да, во ред е таа клубска политика, секој си има некои планови идеи или не знам како. Да, ама се коси со некои изјави. Значи, меѓутоа, ние да, млади да. играчи треба да се, да. слушаш, ќе прочиташ дошол овој, дошол оној, дошол. Да. Каде е нашиот играч што е младински репрезентативец, И што е минутажата, и минутажата.
Значи, колку минутажа имаме? Да, ние сега сите се крстиме и плачеме Филип Кузмановски колку ни фали. Меѓутоа, дали некој се праша оваа сезона Филип Кузмановски колкава минутажа имаш и на кој позиција И играш? кога играше, каде? И каде играше? Да. Јас затоа Значи- исто не ми се допаѓа таа изјавата, репрезентацијата е отворена за секого. Не е отворен. Репрезентацијата е за најдобрите. е стремеш за секого, ама не е отворена за секого. Дефинитивно. Ако е репрезентацијата отворена за секого, значи тоа е влез излези туристичка агенција, Дефинитивно. некој, значи нема Дефинитивно. критериуми, нема. Значи играчот треба уште од мали нозе кој ќе почне да се занимава со ракомет, он треба да знае, да ги почувствува кои се тие критериуми што треба да ги поседува, да ги надвладе биде за идеал за да добие стигнеш до таму. репрезентативен статус, а не отворено за секого. Репрезентацијата за мене, може би многу нема да се сложат. За мене репрезентацијата е отворена само за посебните, за најдобрите. Јас тоа стално го А стремеш е друго, меѓутоа И отварање шанса врата давање и да за ова е пробаме сосем тоа, друго. Кога го пробува. исполниме тоа, ќе имаме репрезентација со која ќе отидеме и ќе кажеме ние одиме да Ние одиме на напаѓаме светско првенство да место. играм. Е па сега Како што другите репрезентации ве одат на пример. не може да се Дефинитивно, стане репрезентативен премногу со компромис. дојави, со не знам притисоци, И со интереси, компромис. А тоа се вика материјални, не критериум знам квалитет некој. само, ништо друго. А кај нас тоа се помалку го има во спортот. За Така жал. што тој играч што нема да влезе во собствена репрезентацијата, треба да знае зашто не влезе. Зашто не И влезе. што треба да работи во наредниот период за да влезе во репрезентација. А колку е демотивирачки кога знаеш дека влегол некој што реално е многу Па, резултатски. искрено, јас да ви кажам, сега Арнудовски што е повикан на списокот, ја не ја гледам логика зашто Апсолутно. дечкото немам ништо против. Јас сега прв пат го видов. Меѓутоа она што го видов на периодот со Босна, мене не ми остави впечаток дека тој поседува квалитет за репрезентативен. На клубско ниво може окей. Може би играл во добра форма во Австрија. Австријското првенство какво е, што е, немам Има баш некој залесна кариера, голем увид. значи ние правиме нов репрезентативец на меѓутоа, залесна кариера. Во фаза кога Поентата на подмладуваме неговото- Правдите ако репрезентација. некогаш биле невикнати кога може би требал. Ма се тоа Све има. е тоа во ред, ама тој се- тој века закаснето, готово, Да, значи тоа е поминало поминато. времето. Значи нема зашто да се навраќаме сега. Дечкото се труди, мислам, Тоа све не е тоа спорно, окей, да. меѓутоа мене не ме убеди дека има репрезентативни квалитети. Дефинитивно. И јас затоа мислам дека ќе отпадне од списокот. На крај уште- се Јас мислам на крај, дека нема да отпадне и дека што ќе биде проекти. уште една од серијата грешки на ова Тоа се светско веќе првенство. тоа се веќе интересни калкулации со тројца голмани или со еден пикер помалку со Арнудовски. Нема да или иде со некој- тројца голмани, ќе иде со Тоа два се- голмани, мислам дека Ја мислам Колев дека со три и ќе Митревски ќе бидат. Ја мислам Да? дека тројца ќе Мислам бидат. дека Колев и Митревски ќе идат, Арнудов ќе отпадне и мислам дека Велковски ќе малиот ќе отпадне, затоа што според мене мора во наредниот период да работи на своите одбранбени квалитети, многу е слаб во одбрана. И вчера го гледав, не напреднал ништо во тој сегмент на играта во овој период и тука ќе треба максимално да се сконцентрира. И Мартин Поповски мислам дека ќе отпадне со тоа затоа што Владко Митков има одбранбена задача убаво. во замена за И на крило. И може да одговори на крило, да. да може да одговори на крило, така што како резерви може И значи би пак дека не сме ја Ласко подмладиле Андоновски- репрезентацијата. Ласко Андоновски Фактички може го би има ќе влезе во мисијата. тие 18, пошто мислам 18 дека ќе носат. 18 или 19? 19. Да, за да Е, може па да- тогаш, значи, И еден што ме турист тој- имаме. Тој 19-тиот ќе биде Јас би го колку зела може турист, Арнудовски да ако влезе. више земаме турист, тогаш би го носела Филип Кузмановски, барем нека го почувствува ако Може- веќе нема не, право ако да носе игра, има право 19, на две значи тогаш ќе измени. влезе Арнудовски како Затоа ви викам дека ќе некоја влезе. мир во куќа. Штета за Филип Кузмановски затоа што тоа Сега е беше кол- моментот Нема, тоа Не, да баш- биде дел од светско срекичка првенство. треба, сега Баш треба и- срекичка и интересен период- предлог од тој сегмент, извини Југо. Да. Ако веќе одат 19, значи еден оди што нема право на измена во тие, тогаш дај му шанса. Нека бидат тие што ќе седат на трибини, друго е да седат на трибини деца од 20 години, што во перспектива му е искуство и тоа да седиш на трибини, отколку да седи на трибини 36, 37, што утре може и ќе заврши кариера. Што сме добили? Да, сигурно. Не сме добили. Само Сигурно, услуга меѓутоа- некому си му направил, му даваш репрезентативен статус. За него ќе беше ова одличен момент. Мислам дека ќе добиеш и повеќе минутажа во офанзива, каде што и у Краков, и во ќе можеше да Краков одговори, покажа дефинитивно, за, да. за кратко време дека има потенцијал.
рече Владо, спомена пред малку дека играше, меѓутоа играше во дефанзива. Значи, еден таков млад потенцијал за кој што и многу поразвиени ракометни земји и стратези кажуваат дека е добар офанзивец, да игра во одбрана повеќе, мене не ми е сватливо, меѓутоа подеднакво добро и во двата и у два правца, да. И нема потреба да... Значи, се мешаме многу во селекторската улога, меѓутоа тоа ни е на крајот на криштата и задачата, затоа сме тука, така. Уште една пауза кратка за реклами. Почитувани, останете овде, се враќаме за кратко. Во третиот и завршен дел сме од разговорот за ракометната репрезентација. Малку да ги прокоментираме и измените што се случува и околу репрезентацијата. Добивме и поширок стручен штаб, повеќе тренери, повеќе тренерски позиции. Што треба тоа според вас да донесе? Еве вие од тренерски аспект најмногу можеби можете да ни објасните. Што се очекува таков поширок стручен штаб да му помогне на селекторот конкретно? Многу е лошо, значи, да работиш како јас во мојата тренерска кариера досегашна, да немаш во клубови кај што немаш услови да поставиш еден нормален стручен штаб. И сега ти треба да бидеш и кондиционен тренер, треба да бидеш и тренер на голмани, и главен тренер, не знам што. Значи, таа подоба на работата би требало да донесе квалитет во создавањето на целата игра. Немам ништо против за проширување на стручен штаб, меѓутоа малку тоа беше бомбастично и мислам дека некои мои колеги таму поише фигурираа како гледачи или да нешто научат, да видат некоја нова работа, што беа директно вклучени. Може би грешам, не бев на лице место, тоа се некои мои претпоставки, познавајќи го системот на работа на шефот, пошто он е алфа и омега, меѓутоа може би да се створи некоја подруга слика кај јавноста. Како и да е, се гледа дека репрезентацијата има енергија, значи ќе видиме дали таа сконцентрирана работа горе во Маврово ќе донесе, значи до светското првенство ќе се освежи репрезентацијата и ќе го даде својот резултат. Меѓутоа, јас не би повикал некого во репрезентацијата да работи, а да нема конкретна задача. И одговорност. И одговорност. Колку Значи сите сме и никој тие не наши колеги беа вклучени во работата, не знам, меѓутоа од она што го гледав како информација, слики на друго, гледав дека тие беа некако на страна, поише посматра отколку што беа вклучени во некои делови од работата, дали напад, дали одбрана. Се извинувам пак ако да, јас токму грешам, тоа сакам да го кажам, да, токму тоа сакам да кажам дека одев на тренинзи и јас можам само да го пренесам моето искуство затоа што будно следам што се случува. Значи Шведска, знаете, има двајца селектори буквално што ја водат. Се надополнуваат еднаш едните, тоа е нивни систем. Сите други големи репрезентации кога тренираат, јас гледам двајца луѓе. И нормално тие што треба да за кондицијскиот тренер, тренерот на голмани, се вика го тренерот на голмани. Значи или селекторот и тренерот на голмани, или селекторот и уште еден човек. Јас искрено со оглед на тоа што не сум ја работел таа работа, не можам да видам убеден во тоа дека не му требаат на черва тројца луѓе, четворица. Владо е во право. Он е шеф и он донесува конкретно за нас во консултација со Кирил Лазаров секогаш. Тоа да не го забраваме. Значи и во игра и на тренинг. Значи тука некако немам став. Можеби на некој селектор му се потребни 20-30, меѓутоа што викате е одговорност. Се знае која носи. А тоа другото што е околу како соработници, како тоа, мислам дека ги има на некој друг начин, кога ќе седнат на состаноци, пресостаноци. Тоа нешто не многу влијае. Мислам дека тука и сите селектори се главни. Зато се ги бираат они соработниците. Па да. Значи, така,
со тој што најдобро може да се согласиш и да добиеш. Ако ја вас тројца во одберам ама мене ми изненадува Обрван да на бидете претходното првенство. соработници, значи јас треба да ја дам конкретни задачи. Да знаете што е Сега вашата ќе ви задача во организацијата и што треба да одработите во организацијата. Ама малку ми изненади Обрван мене на претходното првенство, поточно во Гдаńsk, да, или во Краков. Значи беше Брестоваc до него. И сега кога не беше тука, он беше па добро, Брестоваc и така не учествува многу во, па тогаш зошто е до тебе. Значи, го кажам само, се враќам назад, можеби не е вистински момент, меѓутоа во овој контекст. Значи, ако го имаш, тој асистентот може да види нешто што шефот не гледа, така? Секојаш 4 очи поише гледат од 2. Меѓутоа сега да Таа беше друга крајност ситуација кај што На пресконференција што ни беше недостасува дефинитивно. Така? Не, знам, меѓутоа недостасуваше дефинитивно, а беше со таа компензација клубско репрезентативни ангажмани. Епа. Меѓутоа функционираше во претходниот состав еден систем кај што двајца луѓе фактички ја завршуваа таа работа и Точно толку реков, двајца. Данило како асистент ја завршуваше Како човек што следи, аналитика, скаути, тренер на да. голмани, помошник, асистент во секој поглед и според мене недостасуваше, не дека не недостасуваше на клупа не е проблем, и во живо. поголемите репрезентации без разлика на таа имаат комуникација. посебен аналитичар. Значи, Така е. Не, дури ни помошникот разбирам, тоа, значи знам тој е тоа дека кој што снима на прва Не, на друго сето се тоа е презентира во Силови ред. што реков дека се Меѓутоа сакам да позади. кажам дека секој што ќе биде вклучен во репрезентацијата треба да се има конкретна да. задача, значи не е Задача само и да се наведе да на исполниш, на дека список си- кој сега јас ќе работам, вие ќе ме гледате мене што работам, без Па ние имаме некоја сега некоја двајца задача. тренери на голмани, например. Дуплирани позиции од претходно. Значи, да, ако има резултат на двајца голмани, двајца тренери, Не знам. а сега. имаш 6 одбрани. А Може самиот би- Босанецот има 16. Може би Колку затоа сите тројца што наши. на поредно и младинската репрезентација се припинеше, се затоа поклопија има сега, може затоа би има работи, двајца но- кондициони тренери, све пута два. Така што еден Премногу компромис. гломазен стручен штаб На кој што компромис ли се сви го Па доследуваш, дефинитивно, Бијано? ако се дуплираат сите позиции, мене повеќе ми е на компромис отколку на потреба. Двајца кондицијски, Владо подобро е упатен во тренерските не се. Мислам, секој си има свој систем на работа, посебно во таа физичка, и сега не знам јас како ги усогласуваат тие, секој има свое видување, значи го следиш еден систем на работа. Сега имаш два системи, дали работат со одделни, не знам како функционира. Тоа секоја репрезентација Тоа си е, да, тоа си е- кондицијскиот тренер, тоа е неопходно, тоа мора да го има. И Не, да има добар, неопходно е, квалитетен него човек сега. колку е неопходно двајца, тројца или четворица, дали е тоа Да, да, индивидуална да. поголема работа, индивидуална со играчите за некоја подготовка. Мислам тука во тој сегмент не сме ни јас барем не сум ни компетентна да се Па не мешам, знам, меѓутоа јас сум бил во улога на помошник и секој што има знаел својата задача, значи се седнувало, се правило план програм за работа. Ти во овој сегмент требало да го сработиш. Јас тоа што требало да го сработам, сум го сработил, сум го давал на увид, на повторно размислување, да, ова е добро, ова може да го измениме овака, значи една комплетна вклученост во работата со одредена задача да. и одговорност, И одговорност, за исполнителност да. на Има таа помошници задача. што водат тренинг, на пример. Да. Селекторот Сега, седи да. и Може би посматра. овие двајца кондицијски тренери работата да биде поделена. Едниот работел во доменот на снагата, а другиот работел во доменот на кондицијата, тркачкиот дел. Не знам, меѓутоа Настапот улогата ќе на- покаже Ќе колку покаже. било Малку ми и тоа дефинитивно. дискутабилно, Улогата на- не знам, него вметаме тука сега тој базичен дел на подготовките. Се тоа се репрезентативци, ракометари кои што доаѓаат од Лига на шампиони На шампиони, повеќе. да. Значи Во се сред сезона. во ритам добар. Колку тие базични подготовки можат да погодуваат, колку можат да им бидат здодевни, тие не ги сакаат баш ракометарите во овој период. И колку можат Меѓутоа, да не ми колку мислам може еден да- Кирил Лазаров сега да напредува физички. Кирил Лазаров живее максимално спортски спремен е, што се вика, не знам во тој сегмент не во сум. тој контекст, тоа е една дополнителна инекција за Аха. покачување на формата. Некои репрезентации го нема тој дел. Значи, Ја мислам дека повеќе да го нема. Германија го нема. Во една прилика Да. Бранд, кога беше светското првенство во Македонија младинско, разговаравме со него, јас го прашав,
он ми каже, јас немам време за тоа. Првенството наше трае скоро до нова година. Пеколно и Јас доаѓаат имам- подготвени. Имам 2 недели. Тие се веќе во Имам 2 форма, да. недели и немам време за класични некои подготовки. Јас тие 2 недели ги користам за тактичко игрување, за Така е. има во дел од сегментот, значи од дел од тренингот има назнака кондиционо, меѓутоа не онака класични како што ние сега Јасно. одработивме. Добро, Тоа значи селекторите све- имаше се повеќе време за небазични што се вели подготовки. Мислам дека така деновите беа. Јас мислам дека кај нас се важни, затоа што имаме многу дисбаланс меѓу Имаме голема физичката разлика. подготвеност на На едни и на оние други топ играчи. играчи што ни Да. се што ти доаѓаат во топ Ма форма, тоа се значи Колев, тие тројца Трајковски. четири мораш да И- ги Добро, да други весе во внесеш, Металург ги играат во внесеш. Лига шампиони. Тоа не- Да. зборува. Предпоставувам И овие што дека испаднаа. е, да. Ние вие што нема Сем да ги бидат. прати Елино на овие што испаднаа, што од домашно првенство на клубовите подготвени. И Миркуловски е спремен, значи се гледа дека е спремен. Меѓутоа сакам да кажам дека таа работа е само како инекција една Така, за да. кратко време да се покачи формата на екипата, што не верувам на пример дека Кирил Лазаров не ни помислам дека физички неспремен е Да. или Миркуловски. Да ги држи значи повеќе во Да, или кондиција што се Во ритам. играчите Во од ритам, да, Металург да кои бидат- што играат во Лига на Лига на шампиони. А од шампиони. друга страна имаме повикување играч кои ги прерипува тие подготовки. Например, Митревски се вклучува, прави пауза, Да. затоа што е исклучен. Ги нема тие подготовки. Мене многу во пак ќе се навратам можеби на она првичното. Пологични ми е да бидат сите па да ги селектираме испратиме, после да. од тоа, значи нека работат, нека биде во тој тренажен процес отколку сега тој се прави пауза, па го враќаш, па го ставаш после товарот на него, а во таа форма и на играчи Па врвни они ќе го носи товарот на светско. ќе го носи, затоа викам, Јас- значи тој дупли товар За- носи на затоа е- некој начин, затоа и затоа што Повикам затоа што ритамот треба да го надополни тој ритам. И тука е малку, значи, еве Вујовиќ колку што пратев, исто Шкоф не го зема, меѓутоа Шкоф и Зорман ги одработеа подготовките и тие се на список. Војовиќ, По потреба може да- Војовиќ по разговор со Шкоф, значи Виж, Шкоф Маркович не го зема. желба на Шкоф е да остапи место на помлади. Дефинитивно, Значи, не е меѓутоа работа Шкоф дека- е на резерва и ги одработе дека подготовките, Војовиќ значи се тој е откажува од спремен неговите ако... услуги, значи не ги Дефинитивно. гледа годините на Шкоф. Дефинитивно. Меѓутоа Шкоф многу коректно сака да остапи Изјавата простор на за Вујовиќ беше дека Шкоф е прв голман, меѓутоа дека Шкоф може да го користи за еден надпревар, не може за 5 подеднакво квалитетно. Меѓутоа Шкоф останува на резерва, ако загусти во последната Таква беше изјавата на Шкоф. Значи јас Да. го стапам местото за помладите, Исто меѓутоа и во со секој Зорман, момент значи. ако се почувствува потреба, спремен сум да. да влезам. во- Добро, во не игра. се знае, јас очекувам изненадување. Ма И јас што исто. ако Борко се емотивно наполни Нема Се што наполни. не е на Ама 28. Ама не е на поширокиот список, нема поправање, нема враќање кај нас. Добро, има премоште. Толку. Не знам кај Значи, крај. Меѓутоа, Кога е- од Словенија, например, може да има изненадување, затоа што Вујовиќ цело време најавува не смета на тие, меѓутоа тие се цело време во тренажен процес и околу него, па може и Зорман, ако ние викаме кај исток да не испаднеме како со Да, за сега со само Тунис, Бомбач им не е- игра овој, не игра оној, не игра За сега овој, па да само Бомбач им е испаднат после. проблематичен, Да, кој што добро, Бомбач заради е повреда повреден, нема- меѓутоа нема овие да се игра, не- емоционално истрошени до некаде, меѓутоа се во као помошник Зорман цело време. и Добро, еве, Вујовиќ знаеше да не земе десни крила, што биле и најдобри стрелци и се на големи надпревари, ама ја Добро, преземам претпоставувам тоа одговорност. сепак има Промени и има, некакво значи, со вклопување и во Со тактика Гајч, и во промени има во тие секој проценки се претпоставувам и врз основа некогаш и на тоа што ти треба, кој може да ти се вклопи, кој не може да ти се вклопи сега некогаш и Не. сигурно и тоа е критериум Ја, селекторски. Сериозно мислам дека ова светско првенство ќе биде интересно дополнително токму поради именувањето јас на тоа правилата сакам да и овие. Мислам дека ќе добие во интензитет, ќе има тука, иако некои тренери не гледаат баш многу добро за тоа, особено млади, што ме изненадува, особено скандинавци. Значи, не знам, ќе видиме, меѓутоа мислам дека ќе биде дополнително интересно, ќе им се даде шанса можеби нови репрезентации кои што ги викаме аутсайдери да направат нешто. Не, Тоа е Југо, сериозно, не е за тоа, значи ова игра 7-6. Добро. Беше на најдобар начин промовирана, не знам пред колку години, од Фуксе Берлин, баш од овој тренер Сигурсон. Да, Он играше возрастен надпревар со
шпанска екипа требаше да домести минус 10 разлика. Да. И од првата минута Сан Антонио, така нешто. да, со Сан Антонио. И од првата минута форсираш игра 7-6. Значи рискантно влезе 7-6 и на крајот успеа да победи со 11 разлика. Тоа беше многу пред да се воведе ова правило. Значи Меѓутоа не беше прашање така е потребата. потребувано како сега Да. што е. Да, Не, тогаш сега е интензивно, сега е малку и трендовски. Јас очекувам можеби да биде изненадување само за овие неевропски репрезентации, кај што не е посветено внимание. Меѓутоа, Но добро е, ќе мора да го прифатат и другите- очекувам европските другите да континенти. најдат против игра на тоа. Зошто Билјана, сега една јака репрезентација, физички добро подготвена, може со таков систем да направи сериозни проблеми. Речеме една Аргентина играше против Франција на големите настани, брз центар. И тоа инсистира на Ова и тоа. помина, брзиот центар веќе не е актуелно. Не, Значи се сакам да најде кажам дека против добра, игра, брза, одбрана, подготвена против одбрана репрезентација. на тоа. па со добра систематизација со физички добро подготвена екипа и се има проблем. Словенија ќе форсира брз центар во секој Брз случај центар, затоа што Меѓутоа и за таа игра со 7 секој голман тежна да даде полесен гол што помалку да ја троши екипата во позициона игра, а да чека грешка на противникот кога е во фазата на одбрана. Нас, например, не е шанса со Тунис тоа, по мене. Вака сега... Па да, ама виделе. гледајќи ги надпреварите на Металург и последниот месец дена Да. дека Лино се форсираше игра 7-6 и најави дека тоа ќе биде дел од играта Не сегаш, мислам дека на репрезентацијата. доста карти Значи, крие, ама сигурно нема да влезат неспремни и без очекување дека и ние со Тунис можеби не од почетокот во некој во одредени моменти во одреден Да, момент да, од да. надпревар ќе играме 7 Не, против 6. Цело играш самоубиство е, дефинитивно и физичко исцрпување на... Па сега ако може екипата да го издржи тоа, Така е. зашто да не? На крај Може да сме се на терминот. Јас ви благодарам што одвоивте време да бидете гости. Кажавме се што можевме, знаевме и умеевме како предвидување селектори. како предвидување за ракометната репрезентација и настапот на светското првенство. Сите се надеваме на најдобро. Ќе се дружиме во Франција, ќе бидеме со репрезентацијата. Кога ќе се вратиме, ќе правиме нови анализи на тоа што сме виделе во Франција. Уште еднаш ви благодарам на гостувањето. Почитувани вас, ви благодарам на вниманието со кое што не проследивте. Секако останете на програмата на телевизија Нова. Ново спортско студио ви најавувам секако за по 7 дена. Пријатно!